Благодарам, председателке. Моево процедурално обраќање ќе го започнам со прашањето до вас, после маратонскиот ден, петокот чинам беше, јас се прашувам како спиевте ноќта, председателке. 10 часа овде говореше жена. 10 часа без право на пауза, дури ни за основната физиолошка потреба. Јас се надевам дека денес ќе ја смените лентата, се надевам дека сте сватиле колкава е нашата издржливост кога станува збор за прашања од државен интерес. Љубомир Јовески нема да стане уставен судија, кажете си им го тоа на тие што ви даваат насоки. Член 81, став 2 од Деловникот на Република Македонија. Ако имате деловник, ќе ве замолам некој. Член 81, став 2. Вели, председателот на собранието, во случајов вие, ја прекинува седницата, дава пауза, по барање на координатор или заменик координатор на пратеничка група. Координатор или заменик координатор на пратеничка група во текот на денот само еднаш може да побара прекин на седницата во траење од 1 час. Дали на реакциите од заменик координаторката Панова дадовте пауза? Не дадовте. Значи го прекршивте член 81 став 2. Дали заменик координаторката Панова во текот на денот имаше побарано прекин на седницата во траење од 1 час? Немаше. Одиме на член 88 став 1 кој вели: на координатор на пратеничка група, заменикот на координаторот и пратениците кои не се членови на пратеничка група, кои сакаат да говорат за неправилна примена на деловникот, председателот им дава збор штом ќе го побараат. Дали на заменик координаторката Панова и беше даден збор како што вели деловникот? Веднаш штом ќе го побара? Не. Да ве подсетам како и кажавте, значи ќе цитирам за да ја подсетам јавноста. Ќе ви дадам збор штом Бети ќе заврши. Значи уште еден прекршен член. Член 129 став 1. Работното тело определува известител. Очекувам вие или известителот што ќе го определите да каже дека говорникот немаше право на пауза цели 10 часа. Нека стои во записник и ова, согласно член 131 став 1, според кој за седницата на работното тело се води записник. Имаме што да кажеме и тоа ви пречи. Ние ли сме виновни за вашето молчење? Ние ли сме виновни за тоа што Љубомир Јовески, кога и да дојде овде, си молчи? 4 години Јовески молчел и не правил надзор на работата на обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција и замислете, самиот Јовески потврдил дека не направил надзор не само на тоа обвинителство, туку и во други. Причина, замислете, заради состојбите со COVID-19. Ако не следите вести, председателке, се уште одат COVID статистиките, ама ние бевме 10 часа без пауза во сала 6. И, како што кажав, си молчи човекот, а чека награда. Чека да стане уставен судија. Ама, почитувани мои колеги, борбата против криминалот не подразбира молчење. Да не молчеше Јовески, да покренеше обвиненија, да имаше расветлување на криминалите и затворени криминалци и ние денес радо ќе ја поддржевме неговата кандидатура за уставен судија. Ќе го поддржевме со двете раце, онака како што го гласавте Талјат Џафери, ама доколку дадеше одговор на прашањата до каде се истрагите за Леонардо на Рашковски, за грантовите за иновации на Деспотовски, за камионите на Вице во РЕК, ќе го поддржевме со двете раце, пак ќе речам, ако кажеше каде отиде Луи Витон куферот на Боки и Кичеец, каде отидоа парите на пиом од Мила Царовска.
Одговори на овие прашања до ден денес нема и затоа ќе говориме и ќе прашуваме со саати за да ви влезе во глава зошто по никоја цена нема да дозволиме Љубомир Јовески да стане уставен судија. Освен деловникот на Собранието на Република Македонија, ќе ве потсетам и на Кодексот за однесување на пратениците во Собранието на Република Македонија, кого исто така го изгазивте и го искинавте во петокот. Член 1 вели: со овој кодекс се уредуваат основните етички начела, правила и стандарди на однесување на пратениците во Собранието на Република Македонија. Член 2. Цел на овој кодекс е зачувување и афирмирање на достоинството и угледот на Собранието и на пратениците. На што наликуваше Собранието, ќе ве прашам? На затвор и обесправени пратеници. Такво достоинство и таков углед афирмиравте во петокот. Став 2 од членот 2 вели: овој кодекс има за цел и да ја зголеми довербата на граѓаните и јавноста во основните вредности и интегритетот на функцијата пратеник како индивидуа и на Собранието како представнички орган на граѓаните на Република Македонија и носител на законодавната власт. Каква вредност и авторитет и дадовте на функцијата пратеник? 0. Член 3. Пратеникот во вршењето на својата функција се придржува на основните етички начела, стандардите и правилата на професионално однесување, како што се објективност, јавност и одговорност, взаемно почитување, почитување на угледот на Собранието, како и почитување на интегритетот на други лица. Овде би се задржала само на поимот заемно почитување. Дали ние, председателке почитувана, ве почитувавме вас и вашите потреби како председателка на комисијава да подизлезите секако на минута-две за основните потреби? Да. Дали истото ни беше возвратено? Не. Тоа не е взаемно почитување, колешки. Член 4. Пратеникот функцијата ја извршува без предрасуди и дискриминација во однос на полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба, почитувајќи ги слободите и правата на човекот и граѓанинот. Дали имавме дискриминација по однос на политичко уверување? Имавме. Затоа што на страната на владеачкото мнозинство имаме 2 дежурни колешки присутни, а пратениците од опозицијата, кои за разлика од своите колеги од власта, говорат, се подготвуваат, присуствуваат на седниците на комисијата. 10 часа немавме можност за храна, вода, имавме отсуство на медицински персонал, отсуство на обезбедување, неможност за физиолошки потреби. Член 5. Пратеникот во своите постапки и делувања се води од јавниот интерес, при што не смее да ја користи својата функција за стекнување на лична корист или корист на блиски лица, ниту да прифаќа услуги, подароци или донации кои би влијаеле на неговите активности и одлучување во работата на Собранието. Значи, член 5 го обврзува пратеникот да се води од јавниот интерес. Дали јавен интерес е Љубомир Јовески да стане уставен судија? Верувајте ми, не е. Затоа ќе говориме со сати, со денови, па и со месеци ако треба, затоа што јавен интерес е уставен судија да биде некој кој ќе се грижи за уставноста и законитоста во оваа држава, некој кој ќе покренува сопствени иницијативи за заштита на уставноста и законитоста, а Љубомир Јовески дефинитивно не е тоа. Јовески си чека наредби од Бихачка за тоа дали да покрене иницијатива, нема сопствен став или тогаш кога го има, го менува согласно ставот на оној кој ја чека наградата да стане уставен судија.
Заради ова го кршите и став 2 од членот 5 од Етичкиот кодекс за однесување на пратениците во Собранието на Република Македонија, кој налага пратеникот својата функција да ја обавува совесно и одговорно. Одиме на член 6 од Етичкиот кодекс. Пратеникот е должен при извршувањето на функцијата да се однесува со особено внимание и почитување на личноста и угледот на секој поединец и секогаш да води сметка да не го повреди угледот на другите пратеници и угледот на Собранието. Дали се однесувавте со особено внимание и почитување на личноста и угледот на колешката Бети? И дали мислите дека не го повредивте угледот на останатите пратеници и воопшто угледот на Собранието? Што ќе се случеше ако не дај Боже на било кој од нас му се слошеше? Тука ли беа службите после 22 часот? Не беа тука. Одиме на став 2 од член 6. Пратеникот не смее да ги прекинува говорниците, да дофрлува од место или на кој било друг начин да го нарушува текот на седницата и да користи навреди, фрази. И тука ќе прекинам со цитирање, затоа што сакам да ве потсетам дека пред самиот крај, после 10-часовното излагање на колешката Бети, упативте закана. И сега ќе ве потсетам, додека ги очекуваме стенограмите, совршено добро се сеќавам како колешката Бети кажа, цитирам, имам уште подготвен материјал, имам уште за говорење, ми требаат само 2 минути, и се упати кон вратата, на што вие, почитувана колешке, кажавте, ако ја напуштите просторијава, значи дека сте завршиле со говор. Не. Не беше завршен говорот на колешката и таа беше повторно тука, подготвена да продолжи каде што застана, подготвена уште 2 дена да говори и да ги разоткрива сите нерешени и нерасчистени криминали на оваа власт. Се надевам дека ќе го возможите тоа право кога ќе се создадат услови. Одиме на став 3. Пратеникот се воздржува од постапки и говори со кои може да предизвика омраза, нетрпеливост и насилство на лична, идеолошка, верска, национална, полова или расна основа. Да, предизвикавте нетрпеливост, не знам дали сте свесна, ама предизвикавте нетрпеливост на лична основа. И став 4 од членот 6, пратеникот ги почитува овластувањата на другите избрани и именувани лица, на државните службеници и на другите вработени во службите на Собранието, нема да врши притисок во извршувањето на нивните работни задачи и нема да поттикнува и помага однесување спротивно на кодексот. Дали вршевте притисок? И тоа како? Да. Притисок за скратување на говорот на говорник кој не кажал ви благодарам за крај, на говорник кој јасно и недвосмислено ви укажа дека има уште многу што да каже. Одиме на правилата на однесување кои ги налага Етичкиот кодекс, што сите го имаме подпишано, каде што во основни правила на однесување се вели: пратеникот е должен да ги почитува правилата на однесување за одржување на редот на седницата на Собранието, на работните и другите тела на Собранието, а особено да се однесува со внимание и почитување на личноста и угледот на секој поединец и да води сметка да не го повреди угледот на другите пратеници и угледот на Собранието, да не користи зборови и изрази со кои ќе повреди или омаловажи други лица, човечкото достоинство и ќе предизвика омраза, нетолеранција и насилство. Нема да ги образложувам овие нешта, на сите ни се јасни што сакам да кажам, а и говорев предходно. Значи, став 2 во членот 7 стриктно се однесува на вашето постапување. Може би не се однесувавте насилнички со примена на физичка сила, фала Богу, но неовозможувањето пауза
после 10 часа говор е сепак насилство, а при тоа ја загрозивте и безбедноста и здравието на пратениците. Член 7, став 3. Пратеникот кој учествува во сите јавни настапи, како представник на собранието, во собранието и надвор од него, е должен да го почитува угледот и достоинството на собранието. Повторно ќе прашам. Каков е тој углед и достоинство кога закажувате и откажувате седница на работното тело, како буквално да си играте со пратениците? Во 20:30 часот ќе продолжиме, во 21:30 часот ќе продолжиме, па утре ќе продолжиме. Овде ќе преминам на дел 6 од етичкиот кодекс, насловен како повреда на кодексот, лесни повреди, член 13, повреди кои веќе ги образложив. Значи, лесни повреди на кодексот се однесување на пратеникот со кое се нарушува текот на седницата, дофрлување во говор, прекинување на говор и слично. Ќе ги прочитам само оние кои што се прекршени. Однесување на пратеникот со кое се повредува угледот и достоинството на собранието. Одиме на тешки повреди, член 14. Тешки повреди на кодексот се работење во личен интерес, во интерес на поединец или на група поединци заради стекнување на директна или индиректна корист, поттикнување на омраза, нетолеранција или насилство. Врши притисок на државните службеници и на другите вработени во службата на собранието во извршувањето на нивните работни задачи. Јас очекувам комисијата да утврди дали се сторени лесни и тешки повреди и да се изречат мерки секако. Какви мерки можат да се изречат? Ние предвидено во член 16, кој вели мерки за повреда на комисијата за непочитување на кодексот може да изрече опомена која се изрекува за лесна повреда и јавна опомена која се изрекува за тешка повреда. Одлуките на комисијата се објавуваат на веб страницата на собранието и последниот член на кој што ќе се посветаме, член 17, кој вели постапката за повреда на кодексот застарува во рок од 6 месеци од денот кога повредата е направена и повторно ќе кажам, очекувам да се преиспитате. Значи, член 18 вели пратеникот по верификација на мандатот потпишува изјава со која изјавува дека при вршењето на функцијата пратеник ќе ги почитува одредбите од овој кодекс. Примерок од потпишаната изјава пратеникот доставува до комисијата, формата и содржината на образецот на изјавата ги утврдува комисијата. Овој кодекс е објавен на веб страницата на собранието, каде што јавноста може да си го види. Значи, крајниот заклучок ми е сето ова за што? За Љубомир Јовески да стане уставен судија. Епа нема да стане. Ви благодарам.